Силно невреме, проследено со пороен дожд и град. За само 30 на минути го зафати регионот на Куманово и нанесе штети. Срушени дрвја во централното градско подрачје. Големи количества вода низ улиците и ветри ја отежнаа видливоста и направија метеж во сообраќајот. Ова се само дел од денешните настани. Да ги проследиме најавите за дневникот во 20 часот. Неколку минути пред 14 часот регионот на Куманово беше зафатен со силно невреме, проследено со пороен дожд, силни електрични празнења и град. МВР спроведува голема антитерористичка акција во неколку градови во Македонија против припадници на джихадистичка организација Исламска држава. Граѓаните на јапонскиот град Хирошима денеска ја одбележуваат 70 годишнината од фрлањето на атомската бомба врз нивниот град. Со одигрувањето на последните реванш надпревари од третата квалификацијска рунда, синоќа беше комплетиран списокот на учесници кои се наоѓаат на чекор до групната фаза од Лигата на шампионите. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. Неколку минути пред 14 часот регионот на Куманово беше зафатен со силно невреме, проследено со пороен дожд, силни електрични празнења и град. Невремето за половина час направи вистински хаос во Куманово, кога ветер со огромна брзина ја намали прегледноста на патиштата за околу 50 метри и сруши неколку дрвја во централното градско подрачје. 20 на куќи во кумановската населба Карпош претрпуваат оштетувања по обилните врнежи. Жителите бараат од локалната власт и надлежното претпријатие поставување соодветна атмосферска канализација, која ќе ја прими водата и нема да дозволи враќање на водата и поплавување на дворните места и куќите. Интензивните врнежи од дожд предизвикуваат проблеми во кумановската населба Карпош. Жителите на улицата број 5 со години мака мачат со атмосферската канализација. По врнежите објаснија жителите, водата од атмосферската канализација се враќа и им ги поплавува домовите, дворните места. Вела дека кога била поставувана канализацијата, биле поставени цевки со помал опфат, иако и тогаш барале да се постави соодветна канализациона мрежа. Имамо проблем со воду, со атмосферско воду. Имамо можда 10 пати отидено до општина и поднасане барања, али нема од шахте што избива, ми имамо големе поплаве, така да сами не може да решиме со овој атмосферску воду, па замолуваме до општина ако можев да искочив и да видив што се дешавлја од малу ситницу на кишу, ми смо цела мала поплавени. Да фати целата куќа до пола метар со вода, со атмосферска вода од шахтите, и ѕидовите биднаа дури зелени, а не од кишата да пролее само дожд, али имаме проблеми што се враќа водата по канализација во шолите, во вецињата. Треба чижми да носиме за да излеземе. Вие сами видите колкава е водата. Жителите од улицата број 5 бараат локалните власти и надлежното претпријатие да го увиди нивниот проблем, бидејќи претрпуваат оштетувања и на куќите и дворовите. Има 20 куќи и повише може да има, али 20 куќи сигурно гарант што су поплавени. Тржимо да не се избаци овој атмосферски канал. Никако да доема да не се сврли атмосферски канал. Луѓе може да ги срам да збори пред камера и тие работи. Ова не е за срам. Ми смо куќе правиле свите куќе ни пропаднава. Не е една година. Ми сваку годину, свака киша што ќе дојде, ми имаме овдена проблеми. 80 година со ни куќе правена, фекална канализација е направена, так се бива фитријеску фекалну канализација. Еве се што правиме, ми сваку ситуацiju mi se gledamo u kao i ovoj. Во одредени делови од градот, информираат од регионалниот центар за управување со кризи, имало поголема количина на вода која се сливала како реки, кои со себе носеле на одредени места поради конфигурација на теренот камења и песок. Проблеми со атмосферска канализација пријавиле и жителите на Соколана, булеварите Октомвриска револуција и Трета македонска ударна бригада, поток Серава. Силниот ветер кој беше карактеристичен за невремето турна неколку гранки од дрвја на повеќе локации во градот, а меѓу нив и дрво во централното градско подрачје. За среќа нема повредени лица и не е причинета материјална штета. Од регионалниот центар за управување со кризи се уште немаат информации за количината на врнежите кои го запатија Кумановско.
2 лица се повредени по претходна расправа и инцидент во Кумановско Лопате. СВР Куманово трага по сторителите. Завршен увидот и се работи на целосно расчистување на случајот. Синоќа на локалниот пат Куманово Лопате во близина на железничкиот премин во Лопате поради претходна расправа помеѓу две групи дошло до инцидент и пукања. Од МВР денеска го потврдија случајот. Настанот, соопшти од полицијата, настанал кога 3 лица, од кои 2 браќа, превезувајќи се со Volkswagen Vento со кумановски регистарски таблички, му го пресекле патот на автомобил Volkswagen Шаран со австријски национални ознаки, во кој исто така имало 3 лица, од кои 2 браќа близнаци. Во Вентото се превезувале 33 годишниот ФА, 30 годишниот ФА и уште едно непознато лице. ФА излегол од Вентото. Се орачкот пиштол почнал да удира по страничното стакло на возачката врата на Шаранот. Возачот на автомобилот ВЗ, роден 1997, го стартувал возилото и тргнал наназад, удрил во заштитната ограда, по што се слушнале неколку истрели од оружје. Патниците од Шаранот, возачот ВЗ и неговиот брат близнак ФЗ и лицето РА излегле и сакале да побегнат. РА бил удрен со цврст предмет по главата, по што паднал. Исто така и браќата близнаци биле физички нападнати. ФЗ и РА се здобиле со телесни повреди и им била укажана помош во болницата. Полицијата трага по 3 лица од Вентото, извршен е увид по овластување на основен јавен обвинител, земени се материјали за вештачење и се работи на целосно расчистување на овој случај. На вонредната седница на Советот на општина Куманово, градоначалникот Зоран Дамјановски изјави дека акцијата за чистење на речните корита во Куманово ќе започне кон крајот на овој месец и ќе трае до крајот на септември. Градоначалникот апелира граѓаните да бидат посовесни и да се однесуваат одговорно кон животната средина, а посебно да внимаваат на фрлање ѓубре во реките, бидејќи на тој начин може да се намалат евентуални ризици од поплавите. На вонредната седница на Совет која се одржа по повод донирање на финансиска помош на општина Тетово, се отвори прашањето за чистење на речните корита во Куманово, бидејќи некогаш за катастрофалните последици индиректно или директно придонесува и човечкиот фактор. Ова прашање на Советот беше поставено од советникот Јовица Станковски, кој додаде дека сите овие немили настани треба да не натераат да размислиме дали Куманово како општина е спремно да се соочи со катастрофи од ваков тип. Сите овие немили настани кои се случуваат треба да не будат на размислување дали и ние како општина сме спремни за вакви настани, дали редовно ги извршуваме нашите обврски во врска со одржување на онаа инфраструктура која треба да спречи вакви немили настани. Градоначалникот Зоран Дамјановски одговори дека веќе е распишан тендер вреден 40.000 евра за чистење на речните корита во Куманово, а акцијата ќе започне кон крајот на овој месец и ќе трае до крајот на септември. Во тек тендерска постапка за избор на изведувач за чистење на речна корито пред се на река Кумановка, Липковка и еден дел од реката Крива, значи негде околу скоро 3 километри, 2.500 од мостот Седрек према автопат, од мостот Седрек према Проевце и некои тестикл на реката Крива и некои делови на таму на места во приградските населби каде има затварање на суводолини и оние природни атмосферски излезишта на такви поројници. Градоначалникот апелира граѓаните да бидат посовесни да се однесуваат одговорно кон животната средина, а посебно да внимаваат на фрлање ѓубре во реките, бидејќи на тој начин може да се намалат евентуалните ризици од поплавите. Крива Паланка веќе подолго време е позитивен пример и лидер во регионот при успешна реализација на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија. Неодамна успешно заврши уште еден прекограничен проект кој од македонска страна го реализираше средното општинско училиште Ѓорче Петров. Успешната имплементација и бројните придобивки ги поздрави и пофали првиот човек на градот Арсенчо Алексовски. Со цел да се подобри економскиот развој и социјалната кохезија и на македонскиот североисток и на прекограничниот регион, средното општинско училиште Ѓорче Петров во текот на изминатата година успешно го реализираше проектот и услуги знаење за социјално заедништво во партнерство со гимназија и невладина организација од Кюстендил, соседна Бугарија. На успешната имплементација и бројните придобивки за градот, горде и градоначалник
градоначалникот Алексовски, кој ги повика и останатите институции и организации да го следат овој позитивен пример. Посебно ме радува тоа да ние Крива Паланка како еден од лидерите, како лидер во прекограничните проекти со Бугарија, имаме и полека размрдување на оној дел што се вика не само од општината, него и од невладините организации, од гимназијата. Имаме завршување на еден успешен проект во соработка со гимназијата од Јустендил, заедно со невладина организација и нашата гимназија од Крива Паланка, еден проект за едукација на веб страни, на припрема на веб училница, и сето тоа е на некој начин добро, затоа што овие средства кои ги добиват и ова модернизација на самата гимназија и обуката на учениците ги добиваме на некој начин од Европската унија. Јас според мене најголем бенефит од целиот овој проект, како и од сите овие погранични проекти, е соработката меѓу луѓето од едната и од другата страна на граница, соработката помеѓу учениците, соработката помеѓу професорите, помеѓу невладините организации, и нормално секогаш се учи. Директорот на Кривопаланичката гимназија Миле Мицковски, заблагодарувајќи му се на градоначалникот за неговиот придонес, го истакна своето задоволство од остварената квалитетна соработка, со напори и во иднина да соработуваат со други образовни институции од прекограничниот регион. Ние дојдовме да му изразиме огромна благодарност на градоначалникот за поддршката во реализацијата на овој проект, бидејќи тој беше несебечен, ни даде сестрна поддршка, бидејќи неговата поддршка во реализација на проектот како ни беше потребна. Се разбира дека градоначалникот е, така да речем, пионер во ваквата поддршка на проектите на многу училишта во Република Македонија, и се надам дека многу градоначалници во Република Македонија ќе го следат примерот на нашиот градоначалник, дека треба да се даде поддршка на сите овие проекти кои ги реализираат средните и основните училишта во Република Македонија. Ова е еден добар пример дека во наредниот период треба да продолжи ваквата соработка, бидејќи бенефитите се и на двете страни. Се запознаваме со концептот на образование во Бугарија, тие се запознаа со нашиот концепт, учениците разменуваат знаење, ги прошират своите пријателства, другарства, и сето тоа јасно зборува дека бенефитот е огромен. Социјалната кохезија, како и придобивките во информатичко-комуникацијската технологија, како една од најперспективните насоки за младите, се главните придобивки за нашето општество, порача проектниот координатор Виолета Станковска-Станојковска. Мислам дека информатичко-комуникацијските технологии се јазик на 21. век и дека токму овој проект точно тоа го потенцира. Значи, мислам дека младите го разбираат овој јазик и насоките да се запишат учениците во стручни училишта, токму тоа ги оправдува. Целта е оправдана. Успешна обука на 20 наставници од нашето училиште и од професионална гимназија за економија и менеджмент, учеа веб програмирање, учеа 30 ученици исто така програма и електронски услуги, нудење на пазарот на трудот, значи електронски услуги на пазарот на трудот, а и опремивме по една училница во двете училишта со електронска опрема, компјутери кои ќе се користат понатаму во наставата и ќе бидат во трајна сопственост на нашето училиште и на училиштето од Јустендил. Статистиката покажува дека проектите меѓу Македонија и Бугарија се едни од најуспешните во регионот, кои оптимално и долгорочно ги даваат своите резултати со цел на сочување кон заедничка европска иднина. И покрај високите температури од јавното предпријатие Комуналец Крива Паланка информираа дека нема и не се очекуваат поголеми проблеми со водоснабдувањето во градското подрачје и при градските населби, но наедно апелираат водата да се искористува рационално. Кривопаланчани ова лето имаат редовно и квалитетно водоснабдување, како во градските, така и во приградските населени места, велат од јавното предпријатие Комуналец. Во вечерните часови, како и за време на викендите, потрошувачката на вода драстично се зголемува, пред се поради наводнувањето во дворовите и посевите, поради што се јавува недостиг во одредени домаќинства со време трајање од половина час до 2 часа, вели директорот Томе Тодоровски. Изворите со кои што ние стопанисуваме се во добра состојба, дел од нив ние сега ги преработуваме, значи ги обновуваме, така да сакам да кажам дека ние имаме доволно вода. Значи Крива Паланка као град со изворска вода е снабдена во доволни количини. Можеме да кажам дека во шпицот на најголемите горештини
доаѓаше до 74 литра во секунда потрошувачката. Тоа се одредени шпицови во делот на денот, каде што ние ги амортизираме со нашите резервари со кои што ние стопанисуваме, така да само високите делови во одредени периоди во денот остануваат со намален притисок, се појавуваат и такви појави каде што имаме недостиг. Не може да излезе водата во високите делови затоа што имаме неконтролирано и неекономски користена водата во пониските делови. Имаме ние екипа со која што располагаме во однос на контрола на тоа како се троши водата. Купната источност на изворите која снабдуваат градската водоводна мрежа изнесува 60 литри во секунда, а освен изворите, јавното предпријатие Комуналец има изградено и 5 бунари. Одговорните нагласуваат дека во предстојниот период не се очекуваат рестрикции во водоснабдувањето, но апелот за разумна и наменска потрошувачка на вода останува. Цената на водата во Крива Паланка изнесува 24 динари за литар кубен и е меѓу најниските во државата. Во завршна фаза е реновирањето на училниците во основните училишта Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков. Проектот е финансиран со средства преку УСАИД на општината, преку проектот за интеретничка интеграција во образованието. Во завршна фаза е реновирањето на училниците во основните училишта Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков во објектот кај Соколана со средства од УСАИД на општината преку проектот за интеретничка интеграција во образованието ќе се заменат прозорците и ќе се реновираат тоалети и училници. Моментално се врши реновирање или замена на старите прозорци со монтажа на нови алуминиумски прозорци профили со 4 сезонско стакло во сите училници. Значи заменети се повеќе од 50 прозорци. И исто така, значи дел од ходниците офатен, значи се работи доста не со било каков материјал, со поквалитетен материјал, со алуминиум и како што гледате и сами, до понеделник треба да направиме да го завршиме школава. Значи ќе се реконструираат и WC-ата. Значи ќе има бојадисување на целото школо, значи ќе има реновирање, значи максимално колку што може, како што може, колку што дозволуваат средствата да им биде што попријатно на учениците во наредна учебна година. Ова реновирање е од особено значење за учениците кои на 1 септември ќе влезат во целосно ново опремени училници, од причина што досега нема изведено вакво поголемо реновирање, вели Емануил. Се уште не е завршено школово како што треба, значи би биле потребно школово да се организира со некои компании кои што можат да помогнат на училиштето, значи ќе има потреба од пример плочки, ламинати, фасадирање, можеби и такви работи, нови клупи, нови столчиња, за да си биде како што треба да биде. Значи детето да си ги има сите можни услови за да може да учи. Во овој училишен објект има 20 училници каде учат 360 деца од 1 до 5 оделение. МВР спроведува голема антитерористичка акција во неколку градови во Македонија против припадници на џихадистичка организација Исламска држава. Министерството за внатрешни работи утринава отпочна со реализација на финалната фаза од оперативната обработка Ќелија. Врз основа на наредба од основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Министерството во периодот од септември 2014 до јули 2015 година работеше на прибирање на материјални докази за македонски државјани кои активно учествувале во организирање и подготвување на лица за учество во паравоени формации надвор од територијата на Република Македонија. Врз основа на повеќемесечна истрага и обезбедени материјални докази, утринава во 3 часот и 30 минути отпочна антитерористичката акција на терен. По добиените наредби од судија на претходна постапка, извршени се вкупно 28 претреси, од кои 21 претрес на домови и други простории во Скопје, 4 во Гостивар и по 1 во Тетово, Куманово и Струга, кај вкупно 24 физички лица и 4 објекти, меѓу кои Фастнет интернет кафе во Скопје, придружните објекти на Тутунсус џамија, како и просториите на невладините организации Искра на милоста и Исламска младина Сарај. За време на акцијата 9 лица се приведени, а пуште 27 кои се опфатени со истрагата се трага. Според оперативните сознанија со кои располага Министерството, 20 се уште се наоѓаат на боиштата главно во Сирија.
При преземените мерки и активности во однос на извршените претреси, одземени се компјутери, таблети, мобилни телефони, сим картички, хард дискови, мемориски картички, еден пиштол, парични средства, патни исправи и други предмети кои ќе бидат предадени на оделот за крим техника за нивна тамошна обработка и вештачење заради пронаоѓање на дополнителни докази поврзани со стореното кривично дело. Според досега обезбедените докази до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поднесена е кривична пријава против 36 лица од Скопје, Гостивар, Тетово, Куманово и Струга на возраст од 19 до 49 години за сторени кривични дела, учество во странска војска, полиција, паравоени и параполициски формации. МВР во координација со надлежниот јавен обвинител ќе продолжи да презема мерки и активности со цел откривање на други инволвирани лица заради целосно расветлување на случајот. Граѓаните на јапонскиот град Хирошима денеска ја одбележуваат 70 годишнината од фрлањето на атомската бомба врз нивниот град. Денеска заклетва ќе положи и на должноста ќе стапи новиот полски претседател Анджеј Дуда. САД и Русија постигнаа договор за предлог резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации, кој има за цел да ги идентификува лицата кои се одговорни за хемиските напади во Сирија и истите да бидат изведени пред суд. Во 8 часот и 15 минути точно кога бомбата експлодира на 6 август 1945 година, граѓаните на Хирошима со молчење го проследија традиционалното одзвонување на звонот на мирот. Атомското бомбардирање врз Хирошима, во кое дојде до крајот на 1945 загинаа 140.000 луѓе, беше проследено со уште едно на 9 август врз Нагасаки, во кое беа убиени 40.000 луѓе. Втората светска војна заврши на 15 август со безусловна капитулација на Јапонија. Градоначалникот на Хирошима, Касуми Мацуи, побара атомското оружје да биде укинато. Со цел да живееме заедно, ние треба да ставиме крај на употребата на сето нуклеарно оружје кое е крајно нехумано и вистинско зло. Моментот да се стори е токму сега. Јапонските медиуми пишуваат дека просечниот век на преживеаните е нешто над 80 години и оти можеби ова е последната комеморација на која може да присуствуваат. Во одбележувањето на годишнината од атомското бомбардирање се приклучи американскиот државен секретар Џон Кери, при што ја истакна важноста на договорот постигнат за иранската нуклеарна програма во минатиот месец. Кери оцени дека американските односи со Јапонија се многу важни. Наведе дека годишнината од првата атомска бомба фрлена врз Хирошима ја истакнува важноста на напорите на САД и другите земји, посебно Русија, за намалување на бројот на нуклеарните боеви глави. Денеска заклетва ќе положи и на должноста ќе стапи новиот полски претседател Анджеј Дуда, пренесува БТА. На изборите во мај кандидатот на опозицијската конзервативна партија Право и правда во вториот круг го победи претседателот Бронислав Коморовски, добивајќи ја поддршката од 51,55% од избирачите, подсетува ТАСС. Давањето заклетва ќе се одржи во Сејмот, долниот дом на полскиот парламент. По оваа церемонија Дуда ќе положи цвеќе во Сејмот пред спомен плочите на парламентарците кои загинаа во авионската несреќа во Смоленск и за време на Втората светска војна. Председателската двојка потоа ќе присуствува на молебенот во главната катедрала во Варшава, а оттаму ќе замине за Кралскиот замок, каде Дуда ќе ги добие председателските инсигнии. САД и Русија постигнаа договор за предлог резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации, која има за цел да ги идентификува лицата кои се одговорни за хемиските напади во Сирија, истите да бидат изведени пред суд. Утре ќе се гласа за американската предлог резолуција со која се бара од генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун и од Светската организација за борба против хемиските оружја да состават екипа истражители која ќе утврди кој е виновен за нападите со гас во Сирија, посочи неименуван дипломат. Договорот меѓу Москва и Вашингтон бил постигнат на средбата во Малезија меѓу шефот на руската дипломатија и американскиот државен секретар Сергеј Лавров и Џон Кери. Македонската пливачка Анастасија Богдановски исплива Б олимписка норма на 100 метри слободно и постави нов државен рекорд во оваа дисциплина со време од 56,12 секунди. Македонската пливачка Анастасија Богдановски исплива Б олимписка норма на 100 метри слободно и постави нов државен рекорд во оваа дисциплина со време од 56,12 секунди.
Со овој резултат Богдановски го освои 35-то место од вкупните 90 пливачки што настапија во оваа дисциплина на светското првенство во спортови на вода во Казан, Русија. Новото постигнување на најдобрата македонска пливачка е за 24 стотинки подобро од досегашниот државен рекорд и е за 22 стотинки подобро време од зададената квота за Б олимписка норма за настап на Олимписки игри 2016 во Рио де Женеиро. Претходно Анастасија Богдановски постави нов државен рекорд со исполнета Б олимписка норма и во трката на 200 метри слободно. Во последниот настап на македонските представници на светското првенство во Казан, в недела Марко Блажевски ќе плива во трката на 400 метри мешано. Со одигрувањето на последните реванш надпревари од третата квалификацијска рунда, синоќа беше комплетиран списокот на учесници кои се наоѓаат на чекор до групната фаза од Лигата на шампионите. Следуваат вести од меѓународната спортска сцена. Со одигрување на последните реванш надпревари од третата квалификацијска рунда беше комплетиран списокот на учесници кои се наоѓаат на чекор до групната фаза од Лигата на шампионите. Пласман во плейофот обезбедија Астана, Селтик, Бате Борисов, Базел, Малме, Партизан, Скендербек, Макаби Та, ЦСКА Москва, Бриш, Шахтјор, Динамо Загреб, Апоел, Рапид Виена и Монако. Утре е жребката на двојките, а во неја ќе бидат вклучени и екипите од најквалитетните европски лиги кои имаат гарантирано место во квалификациите. Фудбалерите на Бајерн Минхен се победници на меѓународниот турнир Ауди Куп 2015, откако синоќа на својата Алијанс Арена во финалето го совладаа Реал Мадрид со 1:0. Голот вреден трофеј го постигна Роберт Левандовски во 88-та минута. Стрелецот на погодокот во игра влезе во второто полувреме на местото на Марио Геце. Реал беше ослабен со отсуството на неколку стандардни првотимци, меѓу кои и Кристијано Роналдо. Во предигра на финалето Тотенхем го совлада Милан со 2:0 и го освои третото место на овој силен турнир. По речиси 2 децении, екипата на Ривер Плейт повторно стана шампион на Јужна Америка, откако рано утрово во финалето на Копа Либертадорес го победи Тигрес од Мексико со убедливи 3:0. На првиот дуел одигран во Мексико беше 0:0, па со вкупни 3:0 аргентинците стигнаа до престижната титула. Стрелци на головите беа Лукас Аларио, Карлос Санчес и Рожелио Фунес. Со овој триумф Ривер Плейт, покрај тоа што по трет пат стана шампион на Јужна Америка, се избори и за учество на клупското светско првенство. Следува временската прогноза. Тоа беше се за дневникот во 20 часот. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатна вечер.